Се зголемува бројот на пациенти кои се грижат за денталното здравје, велат стоматолозите. Не се работи само за крупни прегледи, туку и за обични контроли луѓето посетуваат лекар. Тоа се должи на информираноста, но и постојаните кампањи за бели и здрави заби, како и за проблемите кои сами по себе ги носат расипаните и болни заби. Не да си ги пополнат местата каде што фалат заби, него за да дојдат едноставно да направат контрола, да видат што има, како има во устата, дали имаат каменец, односно дали имаат некаде кариес на забите, дали било каква потреба која што имаат, дури и тие што немаат воопшто некој проблем во устата, доаѓаат само една контрола да направат. Со излегувањето на првото запче треба да се почне со дентална хигиена, вели Серафимовска. Покрај миењето со специјални детски четки и пасти, родителите треба и да следат дали забите излегуваат во правилна форма. Не постои годишна граница за посета на стоматолог, но со навршување на 1 година детето треба да се запознае со стоматолошката ординација. Бебето треба да се навикне на четка и на паста, дури уште од првото запче што ќе излезе и после понатаму да се донесе, кога ќе биде веќе свесно дека е тоа посета на стоматолог, а не е одење на педијатар или за вакцини, него дека е некоја друга амбуланта во која што ќе биде комплетно антистрес посетата, со играње со детето, со покажување на инструментите наши дека не се страшни, детето едноставно да се запознае. Значи тоа е веќе некаде кај година, годинка и пол кога ќе има, доволно е да се донесе, да ја види амбулантата, да поигра малце во амбулантата за да свати дека не е таму страшно да се доаѓа. Генетиката има улога во формата, но и квалитетот на забите, кои се создаваат уште во првите 3 месеци додека бебето е во утробата. Основа за здрави заби е хигиената, но важна улога игра и начинот на исхрана и информираноста на родителите. Колку родителот се едуцирал за на своето дете како треба да се однесува кон своето дете и што треба да му дава во исхраната за детето да нема кариозни заби. Миењето, односно хигиената на запчињата е основна кај сите дечиња, избегнувањето на пиење сокчиња, тие што се вештачки, значи неприродни сокови од тетрапак, без разлика дали пишува на нив дека се 100% дека не содржат шеќер, сепак содржат шеќер, самото овошје содржи шеќер и избегнување во текот на ноќта да држи шише, цуцла која што континуирано ќе делува врз запчињата и ќе киселината од шеќерот, бактериите што го разградуваат шеќерот, ја разградуваат и глечта и создаваат кариес на многу рана возраст. Безболност е она за што најмногу се грижат стоматолозите во денешно време. Новитети во стоматологијата е ласерско третирање заби, но тука финансиите не дозволуваат редовно користење. Се уште се работи со старите апарати со непријатен звук за пациентите, но сега се повеќе се употребуваат анестетици.